Спонтан абортус е спонтана загуба на бременоста кога бебето не може да преживее надвор од мајката. Спонтаниот абортус е многу честа појава, се јавува кај околу 10 до 25% од утврдените бременности. Четвртина од жените искусиле барем еден спонтан абортус. Ова е темата на денешната приказна. Многу сакав да бидам мајка, да имам многу деца. 5 месеци се радував дека ќе добиеме нов член на нашето семејство. Со задоволство ги следев сите инструкции на лекарите. За мене нема поубава улога од улогата да се биде мајка. Да создаваш нов живот во себе, некој на кој ќе му се радуваш, некој со кој што ќе тагуваш, некој за кој ќе се грижиш, ќе го сакаш, ќе плачете, ќе растете заедно. Вака ја започнува својата приказна БД, која 2 пати доживеала абортус. Првиот пат во рана бременост во 7-та недела, а вториот пат во 20-та недела, кога на преглед било констатирано дека плодот е мртов. Беше петок. Се сеќавам буквално на секоја минута од тој ден. Пресреќна заминав на редовниот преглед кај мојот матичен гинеколог. Таму доживав силно разочарување во моментот кога докторката, гледајќи низ екранот, ми соопшти дека плодот е мртов. И јас во шок ја прашав дали е сигурна, не верувајќи дека тоа може да се случи. Да ме повика да го видам екранот, покажувајќи ми дека плодот нема срцева реакција и дека плодот се намалил до почетокот на бременоста. Вознемирена, побарав и второ мислење. За жал, и таму ми ја потврдија истата вест, имам впечаток дека цел свет ми се сруши. Му се јавив на сопругот. Докторката ми објасни дека ќе мора да се исчисти плодот, за да не добијам сепса. Побарав да ми остави простор информацијата да ја споделам со моето семејство, додава таа. Попатно ја сретнала соседката која почнала да ја распрашува за бременоста. Ја прашувала кога ќе се породи и дали го знае полот. Мислев дека буквално душата ми се распарчува. Не знаев што да одговорам, а не бев подготвена ни да кажем дека имам мртов плод во мојот стомак. И се насмеав на комшивката, додека ми се врескаше силно. Помислив колку сме себични кога ги прашуваме другите, не сваќајќи во која состојба може би се наоѓаат. Потешко беше споделувањето со децата кои знаеа дека ќе добијат братче или сестричка. Ќерката кога ја слушна информацијата плачеше заедно со мене. Синот беше помалечок и затоа со него споделив информација додека беше на игралиште пред да почне да се игра со другарчињата. Му кажав дека нашето бебе ќе не гледа од горе. Беше многу тажен. Интервенцијата и била извршена наредниот ден. Се разбудив во солузи. После интервенцијата ми беше многу тешко. Екипата која што ја правеше интервенцијата беше навистина прекрасна. Исплаче се сеќавам, ми рече докторката и сестрата кои беа заедно со мене во прозоријата каде што се вршеше интервенцијата. Знаеме дека боли, ми рекоа тие. Плачев и кога се вратив дома, легнав да спијам. Не можев да правам ништо, немав сила. И следниот ден беше така. И не само следниот, но текот на наредните денови кои доаѓаа. Едноставно ми требаше многу време да ја прифатам информацијата дека моето бебе нема да се роди. И денес понекогаш си мислам да и денес не сум прифатила дека оваа приказна заврши без вистински да почне. Мајчинството е преубава улога. Не би го менувала за ништо. Секогаш ќе жалам што мојот нероден ангел не стана дел од нашата семејна приказна, само физички. За мене секогаш ќе биде дел од нас, завршува БД. Многу спонтани абортуси се случуваат пред да ја споделиме добрата вест за бременоста со нашите пријатели и членови на семејството. Па дури кога луѓето околу нас знаат за бременоста, тие често не ја препознаваат длабочината на загубата по спонтаниот абортус.
Спонтаниот абортус е губење на бременоста по природен пат во првите недели од бременост. Речиси сите, односно 95 до 98% од спонтаните абортуси се случуваат во првото тромесечје, иако не се исклучени ни во второто. Секоја бременост што ќе се случи не значи дека ќе доведе до крај до опородување на живо, здраво, право дете. Бременоста по нашите параметри трае 40 гестацијски недели, со тоа што оној термин за завршување на бременоста од 37 до 42 гестацијска недела. По дефиниција, абортусот представува прекинување на бременоста во периодот до 22 гестацијска недела и до плод кој што тежи помалку од 500 грама. Тоа е, да кажеме, на некој начин установена дефиниција за да може статистички да се споредуваат бројките во сите земји и да се добие една, да кажеме, едно сознание за преваленцата, односно бројката на абортуси што се случуваат секаде во светот. Доживеаниот спонтан абортус не значи дека ќе се повтори и во иднина. Повеќето парови по спонтаниот абортус немаат никакви проблеми со новата бременост. Многу е битно да се знаат докторите и пациентите дека еден абортус е, да кажам, работа која што на секоја жена може да им се случи, меѓутоа така наречените рекурентни абортус, значи 2, 3, 4, 5 абортуси веќе се сигнал дека некако треба да се интервенира во идната бременост. Причините за спонтан абортус може да бидат различни. Често се случува причината никогаш да не се утврди. Причините за абортусот се повеќе, најчесто се генетски. Значи, знаете, тоа е еден комплексен процес во кој што две хаплоидни клетки треба да создадат, значи сперматозоидот и јајната клетка да состават едно заедничко суштество, ембрион, значи, при кој што има многу делби, многу процеси што се случуваат. Не сите од тие се остваруваат идеално. На некој начин абортусот во определени ситуации е, да кажеме, заштитен механизам за да доколку овој процес не се создаде како што треба, едноставно не се дозволи да прогредира и, например, да се роди дете кое што ќе има трајни последици или деформитети или аномалии некакви си, и затоа абортусот во таа некоја рана бременост може да е причина на генетиката. Имаме во еден добар дел причините се инфективни, значи некако инфекција постоење кој што исто така после го ремети и развојот на ембрионот, меѓутоа и самиот ендометриум кај што треба да се имплантира плодот. И многу често имаме во денешно време и одредени мутации на одредени гени кои што ја не овозможуваат всушност правилната имплантација. Значи тој ембрион се создава во тубите, значи се создава на друго место, патува до матката и таму всушност треба да се вгнезди и да започне процесот на бременост. Не во сите случаи, меѓу другото јас многу често кажам, тој што ќе успее да ги открие оние фактори што се најбитни за имплантацијата, ќе биде следниот добитник на Нобеловата награда на медицина, затоа што еве и сега со инвитро постапките, а и со спонтаните бременности, најкомплексен дел всушност представува оној зошто добиените ембриони, зошто настанатите ембриони, едните се имплантираат, имаат нормална бременост, некои кога се имплантираат може да имаат проблеми во бременоста и со висок притисок, со преекламсија, екламсија, некои може да имаат ситуации со крварења во тек на бременоста, ниско поставени постелки, може да имаат други компликации во бременоста. И при тоа имаме трета категорија, кај што воопшто процесот на имплантација не ни настанува или само почнува на почеток и завршуваат со абортус. Некогаш за подоцнежните абортуси, значи збориме они кои што веќе ќе пројдат низ процесот на органогенеза, значи од 12 до 22 недела, може да има во тој случај некакви си, да кажеме, органски причини, дали е тоа обликот на матката, поставеноста на плодот, може да има претходни операции на грлото на матката, конизации, некакви си ресекции правени на грлото на матката, може да едноставно некогаш стресот како причина, меѓутоа пак веројатно најчесто е некаков си тип на инфламација, односно инфекција. Значи таа инфламација има посебни фактори што се определуваат во крвта, некои, значи, цитокини, да кажеме, или интерлеукини, на кои што можат да се предиктори некогаш и да докажат дека, например, постои процес кој што доведува до контракции на матката и всушност абортусот како и раѓањето представуваат оној момент кога ќе почнат контракции, матката фактички се стиска и го прави експулзија, го исфрла плодот надвор.
Врз најголемиот број на спонтани абортуси во првото тромесечие не може да се влие и се работи за некоја абнормалност при самото настанување на бременост. Една од 5 бременности завршува со спонтан абортус. Најчесто се случува во раната бременост, па многу жени и не се свесни дека го имале. Главно помислуваат дека менструацијата задоцнила или едноставно имаат посилно карварење од вообичаено. Некаде околу 50% од сите бременности што ќе настанат во светот, всушност се завршуваат со абортус. Меѓутоа, некои од тие се во многу раната фаза. Односно, пациентката може да и доцне менструацијата 2 дена, 3 дена, 5 дена, недела дена, не сите веднаш одат и прават бета-ХЦГ, односно да испитаат дека се бремени, ќе им задоцне некојаш и 10-2 недели и повеќе. Всушност, дел од тие закаснување на менструалниот циклус се некои рани абортуси, односно ние викаме во тој период постои само една биохемиска бременост, дури не ни може со модерните ултразвучни апарати ни да се види дека всушност настанала бременоста, се докажува само лабораториски со тестови. Она што, да кажам, во бројката на абортус, значи најголемиот дел спаѓаат во ова многу раната фаза, некаде ние веќе, значи тоа е 5-6 недела, значи веќе кој доцни на жената менструацијата, тоа се смета дека е 5-та гестацијска недела. Веќе негде тука после 6-та гестацијска недела, со ултразвук може да се види дали е бременоста инутеро, значи во самата матка. Од друга страна може да биде и ектопична бременост, значи што не е посакувано и да се наоѓа вон матката. И двете бременности може да завршат со абортус, значи може да има ектопичната абортус, меѓутоа и оваа што е внатре во матката интраутерината да заврши со абортус. Пристапот до безбеден абортус е здравствено право и од суштинско значење за остварување на репродуктивната слобода. Пристапот до безбеден абортус е суштинско здравствено право, затоа што им овозможува на жените да можат да донесуваат информирани одлуки за своето здравје, живот и иднина во безбедни и поддржувачки услови. Тоа е фундаментално право затоа што го штити нивното физичко, психолошко здравје, нивната социјална благосостојба и на некој начин го штити нивното право да имаат контрола врз сопственото тело. Правото на безбеден абортус е дел од поширокото право на репродуктивна автономија, затоа што им дава слобода на жените да одлучуваат кога, дали и со кого да имаат деца. Тоа е особено важно за родовата еднаквост. Во светски рамки податоците покажуваат дека една од најголемите причини за смртност кај мајките се компликациите поврзани со нелегалните интервенции за прекин на бременост, кои се крајно небезбедни за жената и затоа медикаментозниот абортус треба да биде лесно достапен и изведен согласно најдобрите светски стандарди. Во земји и заедници каде што абортусот е нелегален, силно ограничен или непристапен, жените често пати се принудени да посегнат по користење на небезбедни методи за прекин на бременоста. Небезбедниот абортус кој што вклучува нестручни лица, несоодветни услови и користење на непроверени методи може сериозно да влијае на компликации како што се инфекции, тешко карварање, стерилитет, па дури и смрт. Според Светската здравствена организација, на годишно ниво многу жени ги губат своите животи поради небезбеден абортус, а уште повеќе на долгорочно ниво се соочуваат со последици по нивното здравје. Уште еден аспект кој што е важен за пристапот до абортус е економската и социјалната благосостојба која што влијае врз жените. Околу 3,5 пати повеќе абортус имало во 2023 година споредено со 2020 на Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство во Скопје. Велат податоците од Македонската асоциација на гинеколози и обстетричари, МАГО. За 4 години на оваа клиника имало вкупно 2626 абортуси, а бројот секојдневно растел од 2020 до 2023 година. Во 2020 биле извршени 324 абортуси, во 2021 554, во 2022 615, а лани 1133 абортуси. Најмладата пациентка имала 13 години. Стапката на абортуси во нашата земја е 3 пати повисока од просекот на европските земји.
Што представува спонтан абортус? Значи, секое природно, ненамерно прекинување на бременост се нарекува спонтан абортус. Што може да го предизвика спонтаниот абортус? Кои би биле причините кои што може да доведат до спонтан абортус? Значи, различни се причините за спонтаниот абортус, меѓутоа начелно да кажам, особено за раниот спонтан абортус, во 60 до 70% најчесто сте хромозомски, односно генетски аномалии. Остатокот од причините се различни. Голем дел отпаѓаат и на антифосфолипидниот синдром, односно на тромбофилиите, каде што имаме ситуација со пореметено згручување на крвта на трудницата, што може да доведе во спонтан абортус. Различни видови на инфекции може да доведат до губење на плодот, аномалии на матката, структурни, значи септоми, поделени матки, двороги матки, еднороги матки, исто така се причина за рани, па и подоцнежни спонтани абортуси. Хормонски промени, проблеми со хормоните, посебно со тироидната жлезда, со пролактинот, знаат да бидат причини за спонтани абортуси. Кога зборуваме вака, кои знаци може да сигнализираат дека се случува спонтан абортус? Дали може жената, бремената жена да ги препознае? Најчесто знаците за спонтан абортус жените ги препознаваат, честопати може да се преклопуваат со различни симптоми, крварење во рана бременост, може да биде и во склоп на нормална бременост, односно бременост која што ќе продолжи понатака без никакви последици. Меѓутоа, крварењето, особено тоа што се засилува, каде што бојата веќе станува посветло црвено отколку темна, грчеви во матката како предменструален синдром, па и појаки болки, значи се едно од водечките причини. Исто така може и да нема симптоми за спонтан абортус, во случај да се случила смрт на ембрионот или на фетусот, а се уште телото да не го исфрлил плодот. Тогаш уште имаме хормонна бременост во крвта на мајката и може се уште да не се присутни некое време овие почетни симптоми како што се грчеви и крварење, односно трудницата да не чувствува ништо. Дали може да се случи да имаме трудница која што е во рана фаза до 6-7 недела, кога може би уште нема срцева реакција, па да се случил во спонтан абортус и како тоа ќе го знае потенцијалната трудница, како да речем? Значи, најголем број од абортусите во суштина се случуваат помеѓу 6 и 8 недела. Процентуално тоа се 10 до 15% од сите препознаени бременности. И сега една приказна е кога пациентката се уште не знае дека е бремена или доцни менструација, па после тоа само со преку крв е утврдено дека имаме бременост, на ултразвук не е видено ништо, тогаш станува збор за многу ран спонтан абортус или за биохемиска бременост која што може да се утврди преку крвните тестови на хормонот за бременост. Во 6-та недела и некој ден со новите ултразвучни апарати вообичаено имаме срцева акција на ембрионот. Доколку немаме во тој период кој што е предвиден за срцева акција да се види на ултразвук никакви отчукувања, а нема никакви други проблеми во моментот, значи пациентката е посакувана бременост, можеме да одложиме за неколку дена повторно да го видиме ембрионот, односно да направиме преглед кај трудницата. Во таа рана бременост, разликата од една недела, да речеме, со развојот на плодот, ако не се појави срцева акција, значи дека имаме ненапредување на бременоста и дека станува збор за неуспешна бременост. Така што во тој случај има различни варијанти што може да се предложат на пациентката во врска со прекин на неуспешна бременост. Постојат различни видови на абортус, значи постои некаква различна класификација на спонтан абортус. Значи, спонтаниот абортус начелно можеме да го поделиме во однос на времето на настанување на ран и на доцен абортус. Раниот абортус се случува до 12-та недела, односно во првиот триместар, а доцниот абортус е во вториот триместар, односно после 13-та до 22-та гестацијска недела. Во однос на времето на појавување и симптомите што се појавуваат, значи може да биде заканувачки абортус, може да биде абортус во тек,
може да биде абортус кој е комплетен, односно каде што веќе овулоплацентарната маса е целосно исфрлена од матката на жената, може да биде некомплетен абортус, каде што имаме делумно исфрлување на плодот и на плацентата, може да биде одложен абортус, односно каде како што напоменав претходно, доколку настапила веќе фетална смрт, а организмот се уште не почнал со крварење, односно исфрлање на концептот, тоа може по природен пат да се случи подоцна кај некои жени, доколку станува збор за поголема бременост или некаква ризична бременост или знаци на инфекција, самото тоа треба да биде завршено по медикаментозен или инструментален пат, за да не се случи нешто што го нарекуваме септичен абортус. Во кој случај може да се јави инфекција? Дали може да се случи да имаме мртов плод, па жената да не знае дека е плодот мртов? Дали во тој случај може да се случи некоја компликација? Тоа се случува во абортусите со поголеми фетуси, односно во подоцнежна недела. Во принцип, раните во абортуси, ова 6-та, 7-та, 8-та, па да кажеме начално и во првиот триместар, се помалку комплицирани, доколку не се работи за претходно некоја сериозна и нетретирана инфекција. При поголем фетус во матката се ослободуваат повеќе биохемиски материјали кои што можат да бидат одговорни за инфекција, доколку навреме не настане исфрлување на плодот, односно медикаментозно прекинување на бременоста, без разлика дали е тоа со таблети или со провокација, односно дилатација и керетажа. Тие состојби можат да бидат и сериозни, значи секоја жена која што не го знае, да речеме, својот статус, има некакви симптоми, без разлика дали се тоа болки или непријатен исцедок со миризба, покачена температура, болки во абдомен и слично, треба веднаш да се упати во здравствена установа. Дали жените може да забременат веднаш после спонтаниот абортус или треба да помине одреден временски период? Во принцип, многу е битно зошто се случил спонтаниот абортус, каква е генералната здравствена состојба на пациентката, која е возраста, какви се нејзините генитални органи, оваријалната резерва, матката и така натака, и секако нели што била причината за спонтаниот абортус. Во принцип, еве да кажеме на некоја здрава жена во нејзините 20 години која што има прв абортус од било каква причина спонтан, да речеме во рана бременост, нема потреба да се чека нешто предолго време. Во принцип, 2-3 месеца, односно 2-3 последователни менструации за да се регенерира ендометриумот се доволни пред да се започне ново планирање на бременост. Често пати жените се во паника кога имаат еден абортус, па се обесхрабруваат да имаат следна бременост, мислејќи дека повторно ќе се соочат со истата ситуација. Дали тоа е правило или е исклучок? Во принцип, да, знаат да бидат тешки ситуациите за менаџирање, каде што жена има веќе доживеано спонтан абортус, друга е приказната доколку жената, односно парот, има живородено дете, едно-две, помалку травматично е прифаќањето дека се случил спонтан абортус, секако е потешко доколку е прв, посебно прв, втор или трет, доколку се повторува. Во принцип, статистички, да, жените кои што имале спонтан абортус имаат поголем ризик да доживеат повторно, а жените кои што имаат веќе 2 или 3 репетитивни абортуси, секако тој процент за следна бременост која што можеби ќе биде неуспешна е зголемен во однос на жените што немале. Меѓутоа, овдека е приказната да се открие, ако може, зошто се случил тој спонтан абортус и врз основа на тоа да се планира следна бременост. Колку менталното здравје е важно како дел од третманот на лечење на жените после доживеан спонтан абортус? Значи, ние како доктори пред се
треба да бидеме нели луѓе и емпатични, секако се соживуваме со секоја една приказна што се случила на жените и тука е разговорот каде што со реални факти ќе ги охрабриме дека шансите се да биде во ред се многу поголеми отколку нешто да не биде. Стручно и со доза на емпатија и разбирање за целокупната ситуација, ги објаснуваме сите постапки што предходеле, зошто тоа се случило и што треба да планираме понатака со пациентката за да имаме наредна успешна бременост. Многу од тие жени, иако ќе се опорават физички релативно брзо после спонтаниот абортус, психичкото опоравување може да биде и подолготрajно, посебно за жени каде што се во понапредната возраст, каде што мислат дека тоа им е последна шанса за бременост, кои што се соочувале со инфертилитет долги години и слично, знае да биде навистина сериозна и страшна вест, нели се тоа да се прими и да се преживее. Кога имаме доцен абортус, што се случува кога не е во првото тромесечие како што најчесто се случува спонтаниот абортус? Значи, доцен абортус во принцип се однесува на периодот после првото тромесечие, во второто тромесечие од 13-та до 22-та гестацијска недела, каде што веќе имаме нели развиен фетус, дури во нели после 16-17 недела веќе се чувствуваат и фетални движења. Оваа ситуација е малку покомплицирана отколку раниот абортус и во принцип најчесто причините се и различни. Една од честите причини за абортус во вториот триместар е инкомпетенција, односно слабост на грлото на матката. Значи може да се случи безболно отварање на грлото на матката, каде што веќе кога е напреднат абортусот, жената ќе почувствува некакви симптоми заради кои што ќе дојде на лекар, каде што веќе може да се воспостави дека е комплет отворена или дека е пролабиран воденикот во вагината и така натаму, односно дека станува збор за еден започнат абортус кој што не може да се спречи. За среќа, некои жени кои што ќе успеат да приметат или на редовна контрола да се примети дека имаат ризик од такво нешто како што е скратување на грлото на матката и слично, може да се направат медицински процедури како што е серклажот за зајакнување на грлото на матката како една од методите за спречување на абортус во втор триместар од причина на инкомпетенција на грло на матка. Значи таа е една од причините. Исто така другите причини се инфекции во бременост кои што ќе останат нетретирани. Овдека помала е веќе стапката на хромозомопатии. Абортусите заради хромозомопатии најчесто завршуваат со спонтан абортус во рана бременост. Па тоа зависи најмногу од тоа како е решена таа ситуација, дали колкава била бременоста, да била мала бременост, дали била поголема бременост, дали е интервенирано, нели дали е правена киретажа после спонтаниот абортус. Значи абортусите спонтани се делат на можат да бидат некомплетни и комплетни. Кога се работи за комплетен абортус, тоа значи дека е исфрлен не само плодот, туку и постелката и матката е испразнета од продуктите на бременоста и нема потреба од дополнителна интервенција, меѓутоа некогаш има потреба да се интервенира, да се докиретира жената. Генерално советуваме да има барем 3 месеци од настанот па до следната бременост, за да жената не се работи само за физичкото закрепнување. Во таквите ситуации и психолошкиот момент е навистина битен и тоа е индивидуално. Треба да се разговара со жената и да се види. Гинекологот може да даде секаква поддршка. За жал, во најголемиот број случаи, особено во тој првиот триместар, ние ништо многу не можеме да направиме. Можеме да додаваме некои препарати и така, меѓутоа тоа, како да кажам, не мора да сте религиозни за да верувате дека тоа е во Господови раце. Тоа не е нешто на кое што можеме многу да влијаеме.
Меѓутоа, психолошката поддршка не е занемарлива. Нашата работа не е само физички да ги лекуваме нашите клиенти, туку и да бидеме местото каде што може жената да праша апсолутно се, не само жената, односно семејството, нели, да добие информации за се што ги интересира и да добие едно уверување дека, затоа што многу имаат чувство дека тие допринеле на некој начин, тие направиле некаква грешка, значи да ги увериме дека тоа е честа појава, дека тоа не е реткост и дека природата многу често си го прави своето и дека тоа може би и подобро отколку да продолжи да се развива плод кој што нема шанса за самостоен живот понатаму. Значи да, абортусот може да биде нели, одлука на жената најчесто или на парот и ако жената е полнолетна, нема кај нас тоа е дозволено легално и сега во последно време веќе и регулирано и со закон да може да се, значи имаше една тенденција за децентрализација, да не значи дека жената мора да се појави во болнички услови, да и се случува нели нешто што некогаш и е тешко да си го организира, жените некогаш живеат подалеку од здравствените институции, така и мислам дека тоа е добро. Советот за жената е да разговара со својот гинеколог. Значи, се прават напори во нашава држава да се овозможи пристап до така наречен медикаментозен абортус, кој што во моментов препаратите за медикаментозен абортус се достапни на гинеколошката клиника во Скопје, меѓутоа ете се започна и со обуки на матичните гинеколози, на колегите и од надвор од Скопје за тоа како да се пристапи нели кон изведување на медикаментозен абортус, кој во светот многу долго време наназад се дава, се прави и се смета дека е навистина и безбеден и ефикасен. Не само да не се откажат, туку и да не западнат во депресија, да не... Значи, тоа е, кај сакана бременост, тоа е навистина една ситуација во која што од нешто што треба да представува огромна радост, доаѓаме во ситуација да треба да и соопштиме кога ќе утврдиме на ултразвук дека бременоста не се развива или кога ќе се случи неа дома и крварење и болки. Тоа влијае многу лошо на жената, меѓутоа да знае дека тоа не е ретка појава, дека не значи дека ако таа бременост била неуспешна, дека следната ќе биде таква, дека да, понекогаш треба да се прават дополнителни испитувања за да се може да се помогне на некој начин ако се најде причината, меѓутоа според книгите, според литературата, исследувањата се прават после ако има 3 последователни спонтани абортуси, односно неуспешни бременности. Спонтаниот абортус е многу травматичен настан кој може да се случи на еден пар во обид да станат родители. Има големо влијание врз психата на жената, врз нејзиниот живот, а има и негативно влијание на целокупното семејство. Физичкото закрепнување на жената по спонтаниот абортус најчесто е релативно брзо. Должината на физичкото закрепнување зависи и од траењето на бременоста. Кај подолга бременост е потребно подолго закрепнување. Понекогаш некои од хормоните на бременост може да се задржат во организмот 1 до 2 месеци. Она што е потешко и подолготрајно е психичкото и емоционалното закрепнување. Секоја бременост е приказна за себе. Значи, секоја бременост доживеана, добра или лоша, не значи дека следната ќе биде иста таква. Значи, тие може да се и неповрзани меѓу себе. Ние генерално, како лекари специјалисти, повеќе сакаме пациентката дури да има абортус еден претходно, отколку да воопшто не останува бремена, а од разни непознати или познати фактори. Меѓутоа, самата состојба во која што она се наоѓа, сепак се радоста дека била бремена, радоста дека ќе има потомство, дека ќе има свое дете и одеднаш е таа нарушена и таа многу влијае негативно на психичкото здравје на пациентката.
нормално колку порано ќе се случи, толку помалце е идентификацијата на жената со плодот, со своето бебе. Колку подоцна се случува кога веќе таа го гледа на ултразвук, кога веќе се надева на успешен исход на бременоста, траумата е поголема и треба да ѝ се пружи соодветна поддршка, прво од семејството нормално, меѓутоа понатака и во понатамошниот тек и од самото општество, односно да постои место кај што таа би можела да се обрати, да се консултира, да се смири, па по потреба дури апсолутно не е забрането да се прима и определена терапија. Губењето на бременоста е трауматично искуство за двајцата родители. Честопати жената е следена од чувство на депресија, тага, бес, вина и слично. Веројатно кога би прашале повеќе жени би ни дале различни одговори затоа што е многу индивидуално и зависи од многу фактори, односно во кои услови се има случајно загубата. Вклучително и од видот на загубата. Дали е загуба која што е рано во бременоста, подоцна во бременоста. Дали жената поминува сама низ тоа, кои се поддршките кои што ги има, дали е со партнер, без партнер поминува низ целиот процес. Меѓутоа сепак има некои карактеристики кои што ги спојуваат сите овие жени кои што имаат искусена перинатална загуба. Тоа се покренели тагата и жалењето по бебето кое што е загубено. Една е особено изразена вина и срам, кој што ние како општество може да делуваме да не биде барем толку изразен. Има уште една карактеристика која што би сакала да ја спомнам, а тоа е дека повеќето чувствуваат како они го носат како некаква љубомора на други бремени жени. Тоа е чувство кое што нели ние викаме љубомората не е добра, не треба да си љубоморен. И во една таква состојба и толку се измачуваат. И прво страф им се во чувството кое што им се појавило, не го споделуваат тоа затоа што е нели срамно, а не сакаат некако од една страна викаат ова ми се појавува и не сакам ништо лошо да им се случи, напротив, не дај Боже нешто да им се случи, така да би сакала ето ова да го издвојам за да знаат дека е нешто кое што нормално се јавува во тој процес, општествено срамно и тоа да се сподели. Многу спонтанни абортуси се случуваат пред да ја споделиме добрата вест за бременоста со нашите пријатели и членовите на семејството. Па дури и кога луѓето околу нас знаат за бременоста, тие често не ја препознаваат длабочината на загубата по спонтан абортус. Кога губиме некоја личност од нашиот живот, ни остануваат слики, спомени, имаме минато кое не поврзува со таа личност. За жал, при губењето на бременоста, ја губиме идејата за поврзување со нашето идно дете физички. Идејата за нашиот живот со дете останува изгубена и едноставно исчезнува. Родителите, особено трудниците, чувствуваат поврзаност со бебето за време на бременоста, но се уште не постои прифатен начин да се одбележи таа загуба. Нема погреб, церемонија, ритуал, прифатено жалење, прегратки за поддршка, сочувство. Семејството е најважната, најзначајната поддршка. Меѓутоа не треба да заборавиме дека и семејството поминува низ загуба. Дека секој член од семејството има изгубено, нели, дете, внуче. И да, поддршката од семејството е најзначајна и некако целата динамика на семејството се разнишува, поготово партнерскиот однос. И она што е многу значајно е да сечија загуба биде уважена и на дете, и на внуче, и на страна и на мајката и на таткото, и да не биде и мене ми е потешко, тебе ти е потешко. Да се разбереме на таа жена која што имала веќе воспоставен однос со тоа бебе и телесно поминува низ сето тоа, па вклучително и ако е доцна загуба, и ако го поминала процесот на породување, може би и телото се јавила веќе лактација. Нема на некој кој што му е потешко од неја, која што се уште телесно првично ги поминува сите промени, а загубата е присутна.
Често заблуда е дека новата бременост може да ја ублажи болката од претходната загуба. Не е секогаш така едноставно. Напротив, неколку истражувања покажаа дека жените по загуба имаат повисоки стапки на анксиозност и депресија во следната бременост. Кај одреден број жени овие чувства траат во текот на целата бременост, па дури и по бременоста, особено ако доживеале повеќекратни пренатални загуби. Последиците од справувањето со загубата во претходните бременности исто така може да влијаат врз способноста на мајката да се поврзе со своето бебе по породувањето. Било која загуба не се заборава. Не може ништо да и никој да замени некого. Имањето на после загубата, раѓањето на живо бебе кое што е здраво, помага во процесот на враќање на самодовербата на жената, на мајката во однос на првично во своето тело. И дава општествено една дозвола да си ја добие својата улога на мајка, која што и претходно е имало во зачеток, се формирала, меѓутоа затоа што нема бебе, ние викаме, апа, не си ти мајка. Така да со ова се дава, како да кажеме, правото да не излезе со таа титула на мајка, меѓутоа загубата која што се случила не може нити да се замени, ниту пак уште помалку да се заборави. Истражувањата покажуваат дека дури 30% од жените што доживеале губење на бременоста имаат значителни емоционални реакции и проблеми со менталното здравје. 1 од 10 жени по изгубена бременост ќе покаже знаци на нарушување дијагностицирано како анксиозност, депресија или посттрауматско стресно растројство. Нема точно време, точен термин кога е моментот идеален. Идеален момент не постои. Ако постои, тоа би било кога било кој кога е спремен да погледне во оно што се случило во овој конкретен случај, кога се спремни прво да уважа дека се случила загубата. Обично, затоа што и самите загуби како такви, перинаталните загуби се ненадејни, ние очекуваме живот. Дури и оние кои што знаат да бидат колку толку антиципирани, доколку постои веќе некакви проблеми доколку се јавуваат. Меѓутоа, обично на почетокот настанува шок. Така да во тој момент е малку тешко јас да си признам дека прво нешто се случило, второ дека ми треба помош, а не па да гледам во тоа. Се уште некако е многу рано. Или оно што е многу значено да не биде тоа присилено. Знаат семејството, блиските, со цел најдобронамерно да помогна, кажат, ајде, ти треба, ајде, тргни, ајде смири се, што е ова? Помина една недела. Карикирам, со една недела, меѓутоа секој го искусува на начин индивидуално. Со оглед на тоа дека спонтаниот абортус е загуба на нероденото дете и е тешко за да се преболи, пред планирање на следната бременост потребно е да се обрне внимание на тоа како се чувствувате. 28 септември во светот се одбележува како меѓународен ден за пристап до безбеден и легален абортус. На овој ден сите жени во светот потсетуваат дека непланираната бременност и абортусот се составен дел од нивниот сексуален и репродуктивен живот и здравје и се од суштинско значење за остварување на репродуктивната слобода. Секое ограничување или забрана на абортусот ја поткопува родовата рамноправност, ја потценува способноста на жената да одлучува за своето здравје и добросостојба и го зголемува ризикот од небезбеден абортус. Тоа беше се што ви подготвивме во оваа приказна. Довидување до следната.